Откако од Министерството за образование и наука најавија воведување на државен испит по втора и четврта година на студиите и приемен испит за странските студенти, негативните реакции во јавноста не стивнуваат. За најавените измени треба да се изврши комплетна анализа, во која ќе се вклучат и консултираат сите засегнати страни, универзитетите, студентите, како и меѓународната експертиза, смета Демуш Бајрами од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Секои реформи, тие длабински реформи кои треба да се прават и да се спроведат истите, значи треба да подлежат на една поширока лепеза на анализа. Тука преди се јас мислам дека треба да се вклучат универзитетите, као таква, значи веќе на некој начин не влегуваме во тој дел на таа дебата и за да биде сложувалката, значи тој мозаик целосен на овие аргументи кои ќе се спотистава, значи треба понатака да продолжат консултациите со студентите, бидејќи тие се чинители, едни од главните фактори во самите овие реформи. Потоа, работодавците кои исто така треба да се консултираат. И еден многу важен, битен сегмент во цела ова работа е меѓународната експертиза, бидејќи ние, значи, како Македонија, како држава, се стремиме со сите овие реформи да бидат во склоп на тие наши евроинтеграции. Ние ги разгледуваме како универзитет сите овие предлози, значи, измени се работи за, би рекол, круцијални реформи во високото образование, затоа мислам дека треба да се настапи многу професионално, значи многу на експертско ниво треба да се дебатира и да се вклучат сите овие елементи кои ги кажав претходно, значи за да имаме ние еден добар закон кој треба на крај да се аплицира, да се спроведува како таков. Државниот испит ќе важи за сите студенти во Република Македонија, и од државните и од приватните универзитети. Испитот ќе се спроведува два пати, односно првиот кога ќе ја завршат втора година и ќе имаат прашања од сите предмети кои дотогаш ги полагале, а по четврта со прашања од трета и четврта година. Овој начин на проверка ќе биде различен од екстерното тестирање во основното и средното образование, а испитот ќе го спроведува тело кое ќе биде дефинирано со планираните измени на Законот за високото образование. Целта е подигнување на квалитетот на високото образование, со што, како што велат од ресорното министерство, ќе се изградат механизми за следење на квалитетот на високото образование и механизми со кои диплома ќе добиваат само оние кои заслужиле.